Хепар-центарот од Битола со повеќе активности ја реализира акцијата Европската недела за тестирање на хепатитис и ХИВ, како и акцијата Европска недела за подигнување на штетноста од алкохолот. По тој повод, вчера заедно со Центарот за јавно здравје од Битола, пред студентите на Меѓународниот Славјански универзитет во Битола, се одржаа тематски предавања за хепатит и ХИВ. На предавањата беше нагласена потребата од здружување на силите на локално, национално и европско ниво, со цел действување преку заеднички стратегии да се искорени хепатитот како опасен јавно здравствен проблем. Како секоја година и ова година Хепар-центар од Битола го продолжува својот традиционален начин на работа во однос на овие кампањи кои се спроведуваат буквално во цела Европа. Така да, ова е еден начин како да се подигне свеста во однос на овие заболувања и како да се превенираат во иднина, бидејќи скринингот представува една голема можност да се открие инциденцата и преваленцата во една земја. Со тоа се овозможува како да се поставиме понатаму во однос на овие заболувања и како да успееме да ги елиминираме. Младите денеска се информирани за овие заболувања и болести, вели примариус доктор Елеонора Адамовска, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Битола, која апелираше што повеќе да се работи на едукација за превенција, затоа што бројот на заболени од ХИВ се уште се зголемува. Ние се трудиме како институција да гледаме што повеќе во поголем обем да биде офатена младата популација. Поради тоа се одржуваат редовни во текот на годината едукативни предавања, разговори, анкетирања на младите од 8 делење на децата, па сите деца од средните училишта. Имаме случаеви во Битола на ХИВ-СИДА позитивни, така да ризикот е се уште многу голем за младите и треба да бидат едуцирани. Според информациите на Хепар-центарот од Битола, на глобално ниво со хроничен хепатит се заболени повеќе од 325 милиони луѓе.